Монетарното самостојување на Република Македонија представува процес и чин со најсилна манифестација на суверенитет и државност, не само во монетарната сфера, ами исто така и на ниво на државата во целина. Во оваа пригода, кога одбележуваме 30 години од монетарното самостојување на Република Македонија, би сакал да потсетам на три, би рекол, суштински, есенцијални карактеристики што го следеа процесот непосредно пред самиот чин на осамостојување и неколку години после тоа. Македонија бележеше многу високи негативни стапки на пораст на бруто домашниот производ, кои што се движеа меѓу 8 и 9%. Фактички за еден период од неполни 4 години земјата изгуби повеќе од 30% од својот бруто домашен производ. Во тој временски период во земјата беснееше инфлација. Во 1992 година на годишно ниво инфлацијата изнесуваше 1664,4%, што фактички е хиперинфлација. Другата карактеристика се огледа во тоа што монетарното самостојување не може да се сведи на чисто техничко прашање. Напротив, требаше сериозно да се процени количината пари во опток, тогаш југословенски динари, што требаше да се повлечи. Третата карактеристика е што сепак многу успешно се изведе процесот на монетарното самостојување и што е многу битно, фактички со сопствени сили, со потпирање на сопствено знаење и сопствена памет. Непосредно по монетарното самостојување, прв приоритет на земјата и на Народната банка на Република Македонија беше справување со хиперинфлацијата. По неуспехот на првата антиинфлацијска програма од 1992 година, во 1994 година во соработка со ММФ и со негова голема помош беше прифатена втората антиинфлацијска програма, а Народната банка во октомври 1995 година ја напушти стратегијата на монетарно таргетирање и помина на стратегија на таргетирање на девизниот курс. Програмата извонредно успешно се реализираше, така што веќе во 1995 година стапката на инфлација стана двоцифрена, а во 1996 година беше постигната едноцифрена стапка на инфлација. Се разбира, најголемиот терет на спречување или елиминирање на инфлацијата во почетокот го носеше монетарната политика, односно Народната банка на Република Македонија, но по 1995 година голема помош тука даде и фискалната политика. Би рекол во оваа пригода дека голема е заслугата на Народната банка на Република Македонија, што во целиот овој временски период успеа да одржи ниски стапки на инфлација од една страна и од друга страна стабилен девизен курс. Така беше во 2001 година, кога беше конфликтот, цивилниот конфликт во Република Македонија. Така беше за време на големата рецесија 2008, кога инцидентно граѓаните почнаа исплашени од рецесијата да ги подигаат своите депозити или да ги трансформираат во цврста валута. Се разбира, така беше и во екот на европската финансиска криза и кризата на еврото 2011-2012 година, па така беше, би рекол, и после 2016 година, кога Централната банка, сочена со негативни каматни стапки, им помогна на нашите бизниси, дел од девизните резерви држејќи ги тука, на незините сметки, а после тоа пласирајќи ги во финансиски инструменти со висок кредитен рейтинг. На крај би сакал дека сето ова придонесе Народната банка на Република Македонија да се стекне со висок кредибилитет. Таа е фактички, по моје мислење, најкредибилната економска и финансиска институција во земјата и својот кредибилитет го изгради пред се со одржување на ниска стапка на инфлација, стабилен девизен курс, со воспоставување на многу модерна регулатива на банкарскиот систем, кој што е инаку доминантен сегмент на нашиот финансиски систем, со добра супервизија на банките и на штедилниците, со водење на прудентна монетарна политика и се разбира со добра координација со другата клучна политика, односно фискалната политика.